присутни, браќи и сестри, ви поздравувам сите вас кои дојдовте вечерва да бидете дел од ова серија на библиски предавања под стапките на Исус Христос. Еве, вечерва ќе имаме третото продолжение или третата тема под наслов Вечните принципи на Исуса Христа. Во минатите две предавања размислувавме за Исус како Божи непроценлив дар и зборувавме за Божито лице на Исуса Христа. Вечерва ќе продолжиме да го следиме патот на Исуса Христа. Дојдовме до третата станица. Еве на почетокот еден пример кој би сакал да биде како вовед во ова наше вечерашно проучување. Една госпоѓа патувала по автопатот во Америка, се враќала од работа. Вообичаено влегла во колата и се опатила кон својот дом. И така додека возела, таа приметила на ретровизорот позади еден камион кој се повеќе и повеќе се доближувал до автомобилот. Се прашувала што може да биде. Тоа бил огромен камион, грдосија, што би се рекло, со 16 тркала. Си мислила дека камионот прави образување, го засилува шоферот самиот камион и затоа си помислила дека ќе претекне и ќе ја помене. Меѓутоа, интересно, во еден миг камионот дошол паралелно со неа. Таа возела по десната страна и тој паралелно исто така по автопатот возел поред неа и со раката нешто покажувал кон незиниот автомобил. Жената почнала да се плаши, што е сега тоа, дала газ на автомобилот, што би се рекло, и таа се оддалечила пред камионот. И така додека возела, после неколку минути, повторно го приметила тој огромен камион, како ја прати, како ја следи. Еве го камионот, повторно тој ја следел самата жена, односно незиниот автомобил. Се молила на Бога како да се спаси, како да му отиде од самиот камион што подалеко. Си размислувала само ако се покаже знак дека има некоја бензинска пумпа или некој исклучување, паркинг, таа веднаш ќе излезе од автопатот и ќе се паркира. И така додека возела, таа приметила знак дека во близина има бензинска пумпа и си решила штом ќе дојде патот да се исклучам од автопатот, јас веднаш ќе излезам и ќе заминам на бензинската. И така навистина сторила. Се исклучила од автопатот, се паркирала на паркингот кај бензинската станица или пумпа и со олеснување си рекла добро се спасив. Меѓутоа, додека така размислувала, на ретровизорот таа повторно го приметила камионот кој исто така се исклучил од автопатот и дошол на бензинската станица. Човекот со камионот веднаш се паркирал поред неа, излегол од кабината и се упатил кон незината задна врата од колата. Ја отворил, а внатре понашол човек сокриен, држејќи нож во раката. Го фатил за раце и го изнел од колата. Повикале полиција и бил приведен. Всушност, тој човек бил крадец. Тој влегол насилно во незината кола на жената додека таа била на работа. Била несвесна дека има човек кој сакал да ја ограби или чекал погодно место да ја нападне. Всушност, таа бегала од шоферот во камионот кој сакал да ја спаси, несвесно бегала од него. Браќи сестри, драги пријатели, дали ние понекогаш свесно или несвесно бегаме од нашиот Спасител Исус Христос? Исус на нашиот ретровизор, на нашиот животен пат, често пати ни ги покажува тие библиски принципи, тие начала кои треба да ги прифатиме и да ги следиме во нашиот живот, но на жалост ние како да бегаме од нив. И затоа вечерва би сакал да одиме подлабоко и да уште еднаш ги прочитаме, да се подсетиме на гората на блаженството, да видиме што е тоа што Исус го кажал, а тоа е толку важно
за нас денес како негови следбеници. Значи, ќе зборуваме за беседата на гората. Блаженствата представуваат привлечен и изненадувачки животен пат, или би рекол програм кој треба ние како христијани да ги следиме или да го следиме овој програм во нашиот живот. Во нашето општество важи една сосема спортивни принципи или она што треба ние да го постигнеме како успех. Значи, денеска за да бидеш успешен, треба да се лакташ, да лажеш, да крадеш. Претежно е така. Секако има и честни луѓе кои доаѓаат до некои позиции, до некој богатство. Меѓутоа, во нашето општество важи тој сосема спротивен принцип за успех. А ние ќе видиме вечерва кои принципи ги нуди Исус и Библијата, Светото писмо, за да бидеме добри христијани на оваа земја. Може би овие 8 принципи што ќе ги проучиме не се толку популарни во овој свет, но Бог тоа го очекува од нас. Ако сакаме да бидеме спасени, еден ден да бидеме со Него во вечноста. Поради исправно разбирање на Исусовите изјави, потребно е да се најпрво согледа библиската позадина на блаженствата. Значи да видиме под какви услови биле дадени, во какви услови би рекол. Кога ја читаме историјата на Божиот народ, може да видиме дека во Исусово време имало повеќе категории на луѓе кои го следеле. Некои го следеле ради храна, биле гладни, Исус правил чуда ги хранел. Некои ради лекови, односно ради здравје, а некои од радозналост. Секако имало една група шпиуни, римски војници кои биле облечени во цивилка, би рекол, и го следеле постојано Исуса. Имало секако една група на фарисеи, првосвештеници кои исто така го следеле Исусовиот говор или неговите настапи, да му најдат некоја замерка, што би се рекол, некоја рачка, некоја причина да го осудат. И на крај знаеме дека и на тој начин Исус ќе биде осуден, бидејќи самите првосвештеници ќе гласаат, ќе кренат рака да Исус биде распнат и осуден. Понатаму, со Исуса блаженството или среќата добива едно специфично значење. Блажен е човек кој со вера ги прима неговите зборови. И тоа да го кажа, дека во времето на Исус условите на живење биле тешки во Палестина. Управувале римјаните, римската власт. Само може да кажеме 5% од процентите на луѓето живееле добро. Останатите биле во мизерија, во криза. Се барало да плаќаат даноци, поголеми и се поголеми. Едноставно не можеле лесно така да живеат. И затоа биле под некоја тортура, би рекле. Само една мала група на луѓе живееле удобно. Всушност, римјаните реке 400 години од кога излегле од египетското робство, поминале низ други перипетија или проблеми. Значи, постојано биле под некое робство. Потоа ќе дојде неле вавилонското, претходно асирското, па египетското. Значи, египетското, асирското, доаѓаме до вавилонското, потоа Медоперсиското, потоа Македонското царство, Римското царство и знаеме дека постојано евреите имат некој проблем политички. И сега во ово време, кога Исус се појавил, тие гледале во Исуса како спасител, ослободител, тој кој ќе ги ослободи од римјаните и ќе си направат своја влада, а римјаните ќе бидат отерани, избркани во Рим. Може да кажеме дека од друга страна тој финансиски систем бил стабилен, законите биле навистина чврсти и јаки. Знаеме дека Захи собирал данок во име на римската власт. Рим бил стабилен, имал силна војска, силна управа и Палестина била скоро целата покорена. Тие си поставиле своји управители од домашниот народ или пак донесени од други провинции. И сега замислите, Исус со овие блаженства ќе направи една радикална промена. Тоа што тој ќе го каже ќе звучи несоодветно со оно што тие го живееле секојдневно во својот живот. Значи, рековме, општествениот контекст во Исусово време бил
каков. Рим владел со Израел. Биле наметнати тешки терети врз грбот на народот. Римјаните изграделе важни мрежи на патишта, па и до ден денес тие патишта постојат. Дури из Македонија поминува Виа Игнација, знаете тој пат од Рим па до Балканот на овие, до крајниот исток на овие простори. Значи финансискиот систем бил стабилен, сепак тоа не ги направило луѓето да бидат среќни, да бидат радосни. Само еден мал број на луѓе или мал процент живели удобно и може да каже дека биле радосни и среќни. Израел бил буквално врзан, не со сенџери, со јажење, но сепак тој бил врзан. Едноставно не може да се расшири ни религиозно, нити физички, нити општествено. Еврејското општество било фрустрирано поради римскиот јарам. Во срцето на луѓето клеела надеж, ќе се роди белки некој ослободител. Знаете, тие го знаеле писмото, Стариот Завет, ги знаеле пророштата дека ќе се роди помеѓу нив еден кој ќе го извлече народот Божји. И затоа постојано го очекувале. Општествата, односно општата атмосфера во тоа време никако не можело да се опише како среќни луѓе. Реков, значи живееле под некој туторство и не можеле да се така развијат. И затоа би сакал сега да отидеме малку до Капернаум пред да ги читаме тие правила, односно принципи кои Исус ги кажал. Во Капернаум исто така Исус често пати доаѓа. Иако Исус пораснал во Назарет, но Капернаум бил исто така место кај што тој често пати се навраќал. Еве неколку фотографии да видиме од Капернаум, од местото каде што Исус тука често пати престојувал. Од тука еве уште една слика од тие градби, од таа куќа кај што Исус често пати доаѓа. Гледате, тие градби се откриени, археолозите ги откриле и се верува дека Исус често пати доаѓал во ова куќа и престојувал. Како е да е? Еве уште една слика кај што денеска туристите доаѓаат и може да кажам уживаат. Ги гледат тие спомени врз основа на Библијата што се опишани и денеска те визуално одат таму и ги посетуваат тие така да речени свети места. И сега овде ќе се вратиме на гората на блаженството. Проповедта на гората е подарок од небото за нашиот свет, драги присутни. Тој е глас од Бога, глас од Божиот престол, даден е како надеж и утеха на луѓето. И ден денес тие зборови што Исус ги кажа важат и за нас денес. Без разлика што поминува 2000 години. Тие се толку актуелни, зашто и денеска многу луѓе се напатени, многу луѓе се разочарани, многу луѓе немаат никакви права. Само еден мал број на процент на луѓе ужива денеска. Останатите едва врзуваат крај со крај. И затоа, еве, ние вечера ќе зборуваме токму за тие принципи кои Исус ги кажал. Христос ги поздравува своите слушатели, укажувајќи им на вистинското блаженство. Бидејќи блаженството или среќето до овој свет е помирливо. Колку да си популарен, никој не остана вечно горе. Сега си горе, после си долу. Наистина имаме многу примери на спортски звезди, на глумци, на председатели на држави. Многу од нив завршуваат на жалост трагично. Може во еден момент биле радосни и среќни, но сепак среќата не се купува со пари, што би рекол некој. Ајде да одиме понатаму. Овде Исус на еден јасен начин зборува и за себе и за Бога. Преку Исус Христос овој говор е подарен на човештвото. Исус ги нарекува блажени, они кои ќе ги прифатат и кои ги практикуваат. Значи, кои тие блаженства ќе ги практикуваат во својот живот. Зборовите искажани во беседата на гората се од вечна вредност. Овој говор, според теолозите кои го проучуваа овој настан, се одржал некаде 29-та година, значи после Христа. Тоа е време пред Исус да биде фатен, односно пред да биде раснат. Како и да е, овде Исус ги поставува темелите, што би се рекло, на неговото царство.
Што значило учење за Исусовите учење, за Исусовите учители? Секако значило многу. Зошто пред него имало стотици, илјадници луѓе. Тие биле на патени. Замислете, една жена ја остава кујната, мажот нивата, може би плугот и одаат тамо на ридот да го слушат учителот, да видат, да слушнат што ќе каже сега Исус Христос. Во Христово време евреите слепо се држале за традицијата, како и денеска, на жалост. И затоа Исус дошол таа традиција да ја скрши, да ја тргне, да го видат вистинскиот Бог. Многу се држале слепо за тие традиции кои свештениците ги наметнувале се повеќе и повеќе, како и денеска. Мноштво обичаи, мноштво традиции, дури свештениците кои треба да ги учат луѓето по вистинскиот пат на Библијата, тие проповедат, како што вели апостол Павле, такви науки, како што вели, ги чешат ушите. На жалост, тоа е така. Овде, овој народ кој дошле да го слушат Исуса, очекувале можеби политички говор, дека Исус сега ќе каже, ако мене ме изберете, ако мене ме поставите за водач, јас ќе направам радикални промени, ќе имате поголеми пензии, ќе имате поголеми права, ние ќе ги избркаме римјаните и ќе си поставиме наша влада, наш председател. Може би такво нешто очекувале, зашто на луѓето било преку глава. Плаќање даноци, римјаните бареле се повеќе и повеќе од нив. Не помислувале на ослободување од гревовите. Меѓутоа, драги мои, Исус не дошол да биде Месија за ослободите од римската власт. Исус не дошол физички да ги ослободи, туку да ги ослободи од гревот. Луѓето како да биле несвесни колку биле притиснати, и затоа првото блаженство вели: блазена сиромашите по дух, бидејќи нивно е царството небесно. Замислете каква радикална изјава овде Исус дава. Блазен на вас кои сте сиромашни по дух, вели, зашто е ваше царството небесно. Грчкиот збор хотос значи подгребавен. Тоа се однесува на човек кој бара помош и моли. Сте видели на улица луѓе кои се подгребавени, ја испружува раката и бараат помош, милостина од луѓето. Тоа е описен збор кој укажува на некој кој има потреба или проси. Во духовен смисол, сите ние сме подграбавени од теретот на нашите гревови, на нашите слабости, на бремето на овој свет кој го носиме. И затоа нам не е потребно да се исправиме. Но Исус вели: благо на тие, блазен на оние кои се подграбавени, блазен на оние кои се сиромашни, не физички, финансиски, туку по дух. На нив, вели, ќе биде царството небесно. Значи, кои се сиромашни по дух, они кои се отфрлени од општеството. Таквите Исус ги нарекува сиромашни во духот. Таквите се сметале за несрекни, потиснати и презрени. Исус вели: на таквите е царството небесно. Секако на Исуса му се потребни и они богатите, и они учените. Меѓутоа, како канив, потешко духот да работи во нивните срца, како потешко да продира Божјата вистина. Но дека ова категорија на луѓе се поотворени, се поподготвени да го примат Исуса Христа. Кои се духовни сиромашни, рековме, они кои се таму на маргините на општеството. И овде сега ќе го спомнам примерот со фарисејот и оној цариникот кој дошле да се молат во храмот, во црквата. И еве што кажа Исус: фарисејот застана во центарот на црквата внатре, во храмот. Се молеше вака: Боже, ти благодарам што не сум како од другите. Сега ги набројува. Кои били на маргините тогаш на општеството? Кои били отфрлени и се велело дека за нив нема спасение повеќе. Тоа биле разбойници, неправедници, прелюбодејци или вели како овој цариник. Очигледно тој го приметил човекот тамо дека стои на врата и не сакал да влезе внатре. Имал стравопочит кон Бога, се чувствува дека е грешен. И ако читате понатаму текстот, Исус вели: што мислите, кој си отиде оправдан? Првиот или вториот? А вториот, кога завршил со молитвата овој фарисејот, цариникот не сакал да влезе ниту внатре, имал стравопочит кон Бога, само се помолил и рекол: Боже, биди милостив на мене грешниот. Исус вели: си отиде вториот човек оправдан.
додека првиот не, затоа што се само фалил пред Бога, бил горд и во неговото срце немало место за Господа. Всушност, они кои се во категорија на првиот, на фарисејот, се наречени духовни лузери. Тие имат надворешно се, но внатре се празни. Внатре се празни. Значи, според Исусовото учење или срекни се они кои се можеби скршени со дух, кои се на маргините на општеството, кои доживеле духовен банкрот, но тие се отворени за Бога, за примање на решта Негова. Додека они кои се во категорија на фарисејот, за нив, на жалост, или во нив нема место за Бога. И за таквите сиромашни, напатени, скршени луѓе, кои признали дека доживеале духовен банкрот, Исус вели дека тие се срекни, дека блазен на нив ќе биде, или за нив ќе биде Царството Небесно. Понатаму одиме со следниот чекор. Првиот чекор кон блаженството и првата радост е кога ќе станеме свесни колку сме духовно скршени и колку ни е потребен Бог. Знаете, оној изгубениот син, ќе ве потсетам од Евангелието според Лука. Тој изгубениот син бил неколку години надвор од семејството. Ги потрошил сите пари. И таму вели кога дојде при себе си, кога беше не само физички сиромашен, немаше ни денар во джепот, туку и духовно беше испразнет. И тој кога свати дека му е потребен Бог, дека е духовно скршен, тој вели, имам ја татко, имам семејство, ќе одам назад, ќе се вратам, ќе кажам, оче, татко, сгрешив и против тебе и против небото. Прими ме како еден од слугите. И затоа Исус вели, блажен е оној кој конечно препознава дека самиот не е способен да одговори на предизвиците на животот. Боже, потребен си ми на сите подрачја во мојот живот, сам ништо не можам. Ова го доживел, драги мој, изгубениот син. И затоа сите ние може да се поистоветиме со него, зашто сите ние сме изгубени во овој свет, во лавиринтите на овој свет. Ѓаволот направил толку лавиринти да не може да се снајдеш. Но затоа Исус дошол да го воспостави повторно тој мост или тој пат кој води за наше враќање кон Бога. И затоа Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Понатаму, второто блаженство. Блажени се оние кои плачат, бидејќи ќе се утешат. Но многу ми не жал поради сторените гревови. Се чини дека однадвор се промениле, бидејќи ме страф од последиците. Такво нешто доживел Јуда. Јуда се раскаал, но не се покаал, но било жал ради последиците. Исус е фатен и ќе биде раснат. А тој мислел дека Исус ќе се ослободи, дека Исус е Бог. Тој лечел, тој правил чуда, воскресувал мртви, но сега планот му се извитоперил. Планот му не успел. И тој вели се раскаја, но не се пока. И Петар сгреши, 3 пати се откажал од Исуса, но тој горко плачеше, се покаја и Бог му простил. Таквото жалење не е идентично со библиското покаяние. Таквото жалење покажал Исав. Знаеме тој Исав кој го продаде своето првенство за една порција, за една чинија, вели црвена леќа. Кога брат му Јаков направил јадење, тој се вратил од лов, немал улов, бил гладен, нешто убаво му мирисало во кујната, бил толку гладен, бил брзоплет, и Јаков го начекал. Даре, рекол, ќе ти дадам храна, но ако ми го дадеш првенството. Во тоа време првородениот син добил дупло повеќе наследство од второто или третото дете. И сега Јаков, гледате, малце може би лукаво постапил, но Исав навистина бил недостоен да ја носи таа титула првороден, зашто карактерот му бил доста слаб и не може тој да биде водач на племе или на народ. Многуби наплачат, но слично како Исав не наоѓаат утеха. И затоа пишува таму во Новиот Завет, вели, ни плачењето не вреди ако сме се покаале доцна. Исав плачел, но било жал, но било доцна, затоа што навистина брзоплето го продал своето првенство. Понатаму може да кажеме дека кога последен пат сме плачели ние поради своите гревови.
Значи, плач или плачење на покаяние. Кога тоа ние последен пат сме го направиле? Кога последен пат сме размислували за својот духовен живот? Што е тоа покаяние? Кајање или покаяние, длабоко жалење поради престапите. Една врста плачење, стратување грб на минатото, на гребот. Си правил тоа, сега му стратуваш грб. Се свртуваш, значи, сосема на друга страна. После тоа следи ослободување во Христа и искрена радост. Затоа, драги браќи и сестри, кога ово блаженство ќе го усвоиме, ќе го примениме во нашиот живот, овој принцип, навистина, ние ќе имаме сосема друг поглед кон луѓето околу нас. Христоите следбеници плачат поради несреќите на другите. Ќе не биде жал кога ќе видиме луѓе поред нас кои се победни од нас. Послаби им треба помош, дали материјална, финансиска, духовна или некоја друга помош. Не остануваат равнодушни кон туѓата несреќа. Тие не велат баш ми е гајле. Не, и тие сочувствуваат колку може да помогнат, помагаат. Понатаму, денешниве себични, самолюбиви, арогантни може да бидат равнодушни. Значи, само тие луѓе кои се себични, кои се самолюбиви, кои се арогантни, може да бидат себични. Но вистинскиот христијанин ќе направи се колку може од негова страна да помогне на оние кои се напатени. И днината, гледате што пишува, припаѓа на искрените, не на гордите луѓе. Понатаму одиме на следново блаженство. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Има ли денеска кротки луѓе? Или сите ние сме како балон напумпани и само што не сме пукнале, ако го допреш, ако го боснеш со некој остар предмет, веднаш реагираме, веднаш пукаме. Библијата е полна со луѓе кои биле кротки. Еден од најкротките луѓе после Исуса, може да кажеме, е Мојсей. Тој бил најпонизниот, најкроткиот човек на земјата. Замислете Мојсей, водач на 2 милиона луѓе во пустиња, под сосема подруги услови од денешните во кои ние живееме. На главата му се качиле овие израелците. Но тој со Божја помош ги носил. Секако и тој бил човек, и тој имал слабости, но сепак кротките луѓе во минатото често ги сметале за слаби луѓе. Тоа не е особина пред која би сигнале кап. И денес, како си кроток, ќе те газат луѓето, на жалост. Некои ќе те искористуваат, но сепак треба да бидеме кротки. Кога човек, излечен од самолюбие, добил сила од Исуса, тој научил од него што значи да се биде кроток, да се биде понизен, што значи да се сметаат другите за поголеми од самиот себе. Има и такви кои се сметаат поголеми од другите, но Исус не учи. Кој сака да биде слуга, кој сака да биде водач, тој треба да биде слуга, да биде понизен. Денеска таквиот човек кој кроток го сметаат за прост. Кротиот човек знае да прифати друг, но оние гордите не ги прифаќаат другите околу себе. Еве, како еден брачен пар го ја доживееле кротоста во нивниот живот. Еден брачен пар, кои ќе биле во длабока старост, живееле 50 години заедно. Така една вечер, додека си заминале да си легнат, жената слушнала и двајцата слушнали дека нешто се случува во двориштето, некоја галама. И жената веднаш ја наметнала на пиджамата, била во пиджама секако, си ставила капот на брзина и излегла во двориштето и да види што се случува таму. И замислите, кога видела во дворот, таму имале кокошки, бил кокошарник, таа приметила една змија која тука се движела до самите кокошки. Таа брзо дошла, стапнала со ногата на главата, а со другата нога на опашката. За тоа време мажот и тој станал, но знаете тој како, успорен филм, станал, си ги наметнал чорапите, па си ставил кошула, па дури и машна си ставил, па потоа капот, поминале 15 минути и тој сега се појавил во дворот, во таму кај што бил кокошарникот, односно неговата сопруга.
И кога дошол тој кај жената, еве што кажал: драга, да знаев дека си толку добра во кокошарникот, немаше да побрзам. Да имам дека тие 50 години живееле. Поминало 15 минути. Жената веќе завршила работата, а тој после 15 минути доаѓа и прашува: о, жено, да знаев дека си ја завршила работата, немаше да побрзам. Што сакам со тој пример да кажам? Жената го прифатила мажот таков каков што е. Таа го научила неговиот карактер. Не се изнервирала да каже: па колку ти требаше време, 15 минути како да патуваш со автомобил. Не, таа го прифатила. Рекла: добро, мажо, јас се завршив работата. Таа покажала дух на кротост. Таква особина денеска на сите ни е потребна. Но сите ние понекогаш знаеме да изреагираме брзо. Ова жена на дело ја покажала кротост. На денешниот свет, драги мои, му се потребни такви луѓе кротки. Денес може да навистина се восхитуваме на кротоста што имал Мојсей во својот живот. Денес на овој свет му се потребни кротки луѓе. Не агресивност. Знаете, денеска во денешниот неврозен и агресивен свет, кротоста е голема потреба која во себе носи голема сила. Кротките се уравнотежени луѓе, кои лесно не може да се извадат од такт. Знаете, има луѓе темпераментни. На мала сетница бурно реагират. Бог сака обратно. Да бидеме навистина кротки, смирени. Брзо да слушнеме, но да не изреагираме брзоплето. Во денешните услови и околности се стекнува впечаток дека насилните и селиџиите водат главен збор, на жалост. Понатаму, сепак едината припаѓа на кротките луѓе. Едината припаѓа на кротките луѓе кои се мирни и, би рекол, сталожени. Понатаму, еве, сакав и ова да ви го покажам, ова слика, кој управува денеска со нашиот живот? Кој управува? Кротоста или темпераментот, брзоплетоста? Кроткиот човек вели: Исусе, ти управувај со мене, ти превземи контрола над мојот живот. Досегашните блаженства ги откриваат чекорите како да го следиме Христа. И затоа од време на време треба да ги читаме тие блаженства во Матеј 5 глава. Не се тешки да ги прочитаме. Тоа се неколку текстови, но многу важни. Тоа се столбови во животот на христијанинот. Ја препознаваме својата скршеност на духовен план кога ги читаме тие блаженства. Стануваме свесни за стравотиите на нашата грешност и приоѓаме кон Христа, барајќи од Него тој да го превземе управувањето со нашиот живот. Многу е важно кој управува со нашиот живот. Мислам за духовниот живот, па и физичкиот. Знаете, постојна излика: со кои си, такав си. Ако се дружиш со пијаници, неминовно тоа ќе се префрли на тебе некој процент. Значи, многу е важно да го бираме друштвото, драги мои. Првиот псалом, знаете како гласи? Давид што вели? Читајте го. Мора да го бираме друштвото, да не одиме на собори на безбожни луѓе, кај што се вика, кај што се кара, псуе, кај што се зборуваат недолични зборови. Вистинскиот христијаnin го бира друштвото. Секако, ако сме во работен однос и таму имаме колеги на работа, вред, тука не можеш да ги бираш, но мора да бидеме умерени. Мора нашиот христијански карактер да го покажеме и во такви услови, да не подпаднеме под влијание на таквите недолични зборови. Знаете, понекогаш се случуваат секакви изрази, секакви вицеви кои го вреѓаат и Бога и луѓето кои се на овој свет. Понатаму, блажени се кои гладуваат и жеднуваат за правдата. Гледате ова детенце како сладко јаде лубеница. Да се биде гладен и жеден за правда, не за одмазда. Денеска има луѓе гладни за одмазда, да му се одмазда и на непријателот. После претходните чекори многумина застануваат кај ова скалело. Значи, трите некако ги поминуваат. Меѓутоа, кога доаѓаат до ова четврто скалело, тука како да се умараат. И затоа, тука не смееме да застанеме. Ако човек овде застане,
почнало да се лизга назад, ги се врати повторно на почетната точка. И затоа, како што бебето треба да се храни постојано, за да живее и да расте, така и ние треба да бидеме гладни. Зашто? За правдата Божја. А тоа можеме да го надокнадиме и да го добиеме само преку речта Господова. Библијата е таа духовна храна која не потикнува да растеме, да обстојуваме и да живееме во нашиот живот. Како што е потребно да се храни негово бебе, исто така човек кој е наново роден има потреба за духовна храна. Не можеме ние духовно да обстанеме ако не читаме, ако не проучаваме, ако не се молиме. Не може човек, како е автомобил, сипе му само еднаш гориво 50 литра и вози го 10 години. Не. Не можеме ние физички да обстанеме ако не јадеме по неколку пати дневно. Пиеме вода, разни витамини, јадеме хидрати, белковини, се она што е потребно за да обстане нашето тело, нашиот живот. Затоа ние мора да имаме односи со Бога, преку речта Негова, да имаме врска. Преку таа врска, како Исус што се молил постојано и добивал сила од небото, за да го победиме пријателот, односно сатаната. Дали ние сме гладни денеска за односи со нашиот Бог? Еве еден пример за еден човек кој бил професор, но имал син и снаја кои решили да се преселат да живеат во нивната куќа. Значи, таткото и мајката живееле на вториот спрат, а доле живееле синот, снаата, имале едно сладко мало детенце. И овој човек опишува во својот извештај, вели, секој утро синчето, односно внукот, доаѓаше горе, кој ќе се разбуди, ќе отвори вратата и ќе каже: "Дедо, дедо, каде си?" Тој бил професор по име Џон Дипдал, професор во Америка. И тој му представил многу голема радост и кев. Го слушал гласот, а внучето вели: "Дедо, дедо, денеска се уште не ти го слушна гласот." И знаете како е тој присен однос, само да го доживеете како дедо или баба, да имате внучи. Тоа е нешто прекрасно. И вели, едно утро, вообичаено, кај 7:30, го немаше малиот да отвори вратот и да каже: "Дедо, дедо, каде си? Се уште денес не сум ти го слушнал твојот глас." Дојде 8 часот, 8:30, а јас вели требаше во 9 да бидам на универзитет, бидејќи бил професор и имал часови. Кај 8:30 вели го зелов телефонот, ја викнал секретарката и рекол дека да го одложи првиот час затоа што ќе задосни од семени причини. Додека го спуштил телефонот, слушал на вратата некој тропа и го чул гласот на внукот: "Дедо, дедо, денес се уште не ти го слушнав гласот. Каде си?" И замислите, дедото колку бил радосен и среќен што повторно можел да имал однос, блискост со своето внуче. Драги пријатели, браки и сестри, ова е порека за нас. Дали ние го слушаме гласот Божи секој утро? Во молитва. Давид вели: "Наутро клечам и се молам и го чекам одговорот од Бога." Пишува во псалмите. Дали ние имаме време наутро да бидеме жедни за односи со Бога? Да кажеме: "Боже, не сум го слушал Твојот глас се уште." И Бог да го очекува едва мојот глас и Твојот во молитва, да кажеме: "Фала Ти, Боже, за ова ног. Фала Ти за Твојата заштита. Фала Ти за секој благослов." Многу важно, дали сме ние жедни и гладни за правдата Господова. Тоа е она од која не учи речта Господова, да бидеме, значи, гладни и жедни за вистината. Гладот и жета се силни потреби кои треба да се задоволат. Не може ниту ништо од овој свет да задоволи нашата духовна глад. Ниту пари, ниту друштво, ниту жени, ниту богатство, ниту слава. Сето тоа е поринливо. Единствено речта Господова може да ја угаси нашата жит и да ја задоволи нашата духовна глад. Таква силна жит треба да имаме за запознавање и примање на вистината. Ова блаженство, значи ова блаженство не зборува за оние кои се гладни и жедни за правда во вид на теорија. Денеска теорија имаме колку сакате.
Сите продаваат теорија, но пракса е многу мала или малечка. Многу малку таа се гледа во животот кај луѓето. Туку вели за оние кои Божјата реч сака да ја преточат во практичен живот. Тоа е поентата на ова блаженство. Понатаму, блажни се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Ова е сликата на самарјанинот. Знаеме кој му помогнал. Човек самарјанин кој бил одвоен од општеството, кој ги сметале евреите, нив ги сметале за отпадници, за нечисти, бидејќи со овци се занимавале, биле овчари, и ги сметале дека за нив нема спасение. Меѓутоа, оној свештеникот поминал, левитот поминал, никој не му помогнал на ранетиот, освен самарјанинот. Исус често пати сакал да се дури со таа категорија на луѓе. Тој на жената самарјанка исто така и посветил големо внимание. И знаеме како ја благословил и простил, односно таа станала негов ученик, проповедник кој отишла назад во градот свој и им проповедала на луѓето за човекот кој го запознала. Фокусот е на родовите и практичната примена на Христовите вредности. Нашиот однос со Бога влие на нашите односи со другите. Значи, ако си ти милостив, то луѓето веднаш ќе го приметат. Како ни велиме, овој човек е многу милостив, многу е добар, многу е понизен. Па тој нема крст на глава и на грбот. Тој не оди подгребавено па да биде понизен и милостив. Него тоа се гледа во неговиот карактер, во неговото однесување. Оние кои искусиле Божјата милост, ќе посакат да го пренесат своето искуство на другите. И навистина, ако знаеш нешто добро си купил, а ефтино, а добро е, сигурно тоа ќе го споделиш со комшијата, со брати, со сестрати, со пријателите, ќе кажете: луѓе, таму купив убав материјал, убав штоф, или купив ефтини краставици или домати, а добри се. Оди купи си. Значи, вистинскиот христијанин тоа ќе го каже, а не да биде себечен само за себе. Туку тоа ќе го сподели со другите. Тоа е во земскиот живот. Исто така и во духовниот живот, ако нешто открил добро, ако нешто открил наистина величествено во Библијата, некоја порака, и тој така ќе ја сподели со останатите кои се околу него. Делата на милостивите луѓе кои се? Најголема желба на милостивиот човек е да ја намали маката на човештвото и да ги исцели раните. Значи, тоа е целта што Исус ја кажал благо на милостивите. Значи, не да ги искористува другите околу себе. Нажалост, денеска има една категорија на луѓе кои се богати, кои можат да платат се и се што и ги искористуваат оние понизите луѓе, оние добрите луѓе. Може би тие се во немаштина, немаат излез и ќе прифатат таква игра која им се наметнува. Преку милостивите луѓе се покажува и Божјото сочувствително лице. Исус бил милостив. Исус плачел. Исус вели: плачете со плачните, радувајте се со радосните. Тоа не е грев да се радуваме и да плачеме ако некој навистина е во некоја тешка ситуација. Ако таквите побарат помош, нема да се прашуваме дали тие го заслужуваат. Значи, Исус не прашувал и не кажувал: ако станеш добар, ќе ти помогна. Не, само ги прашувал: дали веруваш? Не тој бонот кај бањата Витезна. Кога тој рекол: па Исусе, нема кој да ме гурне во водата, бидејќи тие верувале кој прв ќе влезе, кога ангелот му ќе доаѓал и ја мател водата, тој не можел да влезе и затоа вели: јас никогаш не може да се излечам. Но Исус имал други планови со него. Исус му вели: дали веруваш? Да, стани, земи ја постелката своја и оди си. Видите колку Исус бил милостив, им помагал на сите. Исус не прашувал: стани добар, па ќе ти помогна. Не. Исус не поставувал такви услови. Одем понатаму. Блажни се чистите во срце, зашто тие ќе го видат Бога. Како е човекот по срце? Валкано, вели пророкот. Може ли нешто чисто да се извади од нечисто? Ако ја ставиш раката во буре, полно со нафта, и која ќе извадиш, какво ќе биде? Масна, но ќе и смрди, ќе мирисе раката. Не може, вели пророкот, нешто чисто да се извади од нечисто.
Ова Исусова изрека можеме да ја прикажеме на практичен начин. Блазен е човекот чие срце е право, а животот автентичен, ослободен од било какво претерување. Таквиот човек ќе го искуси Божјото присуство во својот секојдневен живот. Само Исус може да направи промена, драги мои, кај нас. Зашто ние сме родени грешни. Ние сме зашити во грев, вели пророкот. Но дали сме чисти во срце? Знаете, денес има луѓе кои носат маска. Позната ви е ова слика. Значи, луѓе кои имаат две лица. Едно дома, друго на улица. Едно во црква, друго надвор. Бог, Исус Христос, не го одобрува тоа. Тој сака да бидеме еднакви и надворешно, кога сме на улица, на работа, фини, но и да бидеме дома такви, со нашите најблиски. Да бидеме во црква, насекаде. Значи, не можеме ние да носиме две лица, да носиме маски. Еден пример, кај што точно се илустрира дволичноста. Значи, честност на сите подрачја во животот. Но ќе видиме што се случува во овој пример. Една жена и маж се движеле по улица и застанале пред една пекара, која правела убави крофни. Толку мирисот бил привлечен, што тие влегле внатре и си порачале разни кифли, крофни, пардон. Порачале од неколку врсти. Човекот кој бил одговорен, или девојка, или жена била, која продавала, им ги спакувала во 2-3 кесења, тие платиле и си заминале. И така додека се движиле, отишле близу паркот и жената посегнала, отворила едното кесе за да се извади крофна со шлак. И наместо крофна во торбата, во кесето, таа извадила пари. Куп пари биле во едно од кесите што тие ги добиле. Веќе им било јасно дека жената направила грешка. Освен тие двете, третата кеса била заменета со дневниот пазар. Знаете, дневниот пазар кој тие го чувале во едно кесе таму во самата продавница. И денес се вратиле назад, ја отвориле вратата и рекле: Господо, ние ја отворивме торбата или кесето и внатре најдовме пари. Тие пари се ваши и ајде, дајте ни ја кесата со нашите крофни. Веднаш дошол газдата и се заблагодарил и рекол: досега не сме сретнале такви честни луѓе, кои враќаат, а имало внатре поголема сума на пари. Еви ви го кесето, а дајте ни го нашето кесе со крофни. Тогаш собственикот на продавницата рекол: ве молам, ајде ако сакате, почекајте која минута, јас ќе се јавам до студиото, односно телевизиската станица локална, да дојдат и да направат едно кратко интервју со вас, да видат дека се уште има честни луѓе во овој град и во ова поднебе кај што ние живееме. Меѓутоа, мажот, човекот рекол: нема потреба. Знаете, јас сум женет човек, а госпоѓата е мажина и не би сакале да не видат на телевизија. Затоа не сакаме да бидеме снимени. Браќи и сестри, драги пријатели, искреноста мора да се покаже во секоја област од нашиот живот. Овие биле честни луѓе во еден контекст, но во другиот контекст не биле честни. Тие биле пријател и пријателка, не биле маж и жена. И затоа тој одбил да бидат снимени. Исус вели, искреноста мора да се покаже во секоја област во нашиот живот. Ова е многу важен принцип. Едно лошо дело не може да се надомести со некоја добра работа. Значи, едно лошо дело кој ќе го направам, од друга страна ќе направам добро дело и сега компензација ќе направиме. 50-50, пола-пола, не. Значи, мораме ние да бидеме доследни. Христос ни помага да го најдеме изворот на среќата. Затоа тој вели: дојте кај мене. Или пак, како што читавме, да бидеме милостиви во нашиот живот. Давид вели, царот Давид: те барам со цело своје срце. Не оставај јас да скршнам од твојата заповед.
Ево го текстот. Те барам со цело срце. Давид знаеме какви глупости направил, какви падови имал, но сепак Давид е Божи љубимец, зашто Давид се покајал. Исус ни помага да го пронајдеме вистинскиот извор на среќата, ни помага да го пронајдеме и после стресовите. И затоа ова е многу важно, овој текст што го прочитавме. Давид се моли, вели: Господе, помогни ми. Господе, немој да ме оставиш да скршнам од Твоите заповеди. И затоа, ако така се молиме, ако така живееме, ќе ги имаме и резултатите. Очистеното срце повеќе не е немирно, туку станува Божи стан. И затоа, нека нашата молитва биде: Еви ме Боже, со сите своји слабости, со сите своји покнатини, со сите мои рани. Знам дека не сум совршен, но би сакал да со Твоја помош станам цврст и автентичен човек. Човек кој ќе биде посебен, не дупликат, туку сите ние сме, знаете, уникати, неповторливи. Не еден ние како мене, како тебе. Може физички личиме 90%. Знаете, близнаците понекогаш не ги препознаваме физички, но сепак по карактер тие се различити. И затоа нека нашата молитва биде ова молитва: Боже, со сите своји слабости, покнатини, со сите своји рани доаѓам кај Тебе. Знам дека сум несовршен, но знам и верам дека со Твоја помош можам да напредувам. Блажени се миротворците, зашто тие ќе наследат, односно тие ќе бидат наречени синови Божи. Дали на овој свет му се потребни миротворци? Знаете, постои Обединетите нации како институција која воспоставува мир помеѓу завојувани држави. Меѓутоа, тоа се прави од политички причини. Се дават огромни пари по тоа, се испраќаат сини шлемови, војници кои воспоставуваат мир помеѓу две завојувани страни. Гледате во Кипер, десетици години постојано се минуваат војници да бидат тампон зона помеѓу едниот дел и другиот дел. Така имаше и во поранешна Југославија, во Хрватска, Босна, па и во Македонија едно време имаш такви луѓе, миротворци. Но Бог сака да бидеме ние духовни миротворци. Човекот кој прави мир не е превртлив и кој не се прилагодува на секому кој се помирува со се. Значи, ние ќе изреагираме за злото, нормално, нема да се помириме, но ние како карактерни особини треба да ја носиме да го носиме овој карактер, ова доза што Бог ни ја дава, да бидеме миротворци, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Исус знаел дека автентичното представување на Евангелието често ќе предизвика отпор. Во овој текст Христовите зборови се јасни. Ево го текстот. Не мисли дека дојдов да донесам мир на земјата, не, вели Исус. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Речта Господова која ќе проповедаме ќе донесе противење од другата страна. На ѓавот не му е мило да се проповеда речта Господова. Ние сакаме да несеме мир меѓу луѓето. И затоа кога Исус се родил, знаете, тамо на падините на Витлеем, ангелите што пееле: мир и добра воља меѓу луѓето. Бидејќи Исус знал дека на овој свет ќе се донесе немир од страна на ѓавот, но кога ќе го проповедаме Евангелието, исто така ќе предизвика немир кај некои луѓе. Денеска постојат два типа на луѓе. Ево овде имаме две слики: тип на термометар и тип на термостат. Значи, термометарот ја открива температурата во собата. Термостатот се поставува на радиатори, на машини, кај што треба да уклучат и да исклучат, на бойлерите и така натаму. Човекот тип на термометар верно го осликува духовниот квалитет и духовната состојба на опкружувањето во кој се наоѓа, но не е способен било што да промени. Значи, термометарот кажува дека овој свет не оди по добра линија или во добра насока. Но не може да промени ништо. Тој е термометар. Значи, ова категорија на луѓе кои се споредени со термометар се оние кои констатираат нечине и се помируваат со тоа. Како оние двајцата која го виделе разбойникот, односно претепаниот на пат од страна на разбойниците. Свештеникот и левитот биле термометар. Само рекле: уф, баш ми е жал. Претепан е човекот, цело во крвови, но не превземаат ништо, да го земаат и да го однесат кај доктор. Додека не дошол самарјанинот, по цена на својот живот, тој слегол од магарето, го качил
ранетиот намагаре и годнал во првата гостиница да му се укаже прва помош. Значи, ова е типот термометар. Човекот тип на термостат, не само што го регистрира степенот на топлината. Знаете, бойлерот покажува 80 степени и така нештеловани, тој так дава наредба да се исклучи струја, да нема повеќе проток. Тоа е функцијата на термостатот. Туку е подготвен и да ги менува работите. Значи, го исклучува, не дозволува да пукне бойлерот, да дојде до експлозија. И сега, кој сме ние тип, драги мои? Дали сме во групата на термометар, се помируваме со ова што го гледаме или реагираме? Сакаме да ја пренесеме решта Господова вистината до луѓето и тие да се запознаат, и тие да се спасат. Ние сме, треба да бидеме, значи, не термометри, туку термостати. Во едно семејство се случувало доста кавга. Расправи скоро секој ден. И затоа еден од главните, најстариот, отишол да побара помош кај еден мудар рабин за семените проблеми. И тој рекол вака: во семејството сме 14 души и немаме мир, постојано се караме. Како може да го решиме проблемот? А рабинот рекол: дали дома имате некој животно? Рекол: да, имаме коза. И тој му рекол: ставете ја козата внатре во собата кај што живеете. И потоа, после 2 недели, дојди повторно кај мене. И замислите, ја донеле козата, ја внеле натре, но состојбата станала уште полош. Не само козата што мирисела, што смрдела, се појавиле уште повеќе недоразбирања меѓу себе. После 2 недели повторно оди човекот кај рабинот и вели: Господине, ситуацијата уште полоша. Никако не може да се сложиме. А тој им рекол: сега земете ја козата, изнесете ја надвор и после 1 недела дојди повторно кај мене. И замислите, после 1 недела доаѓа човекот, а рабинот го прашува: каква е сега состојбата? Да ви кажам, Господине рабин, многу е добра. Сега сите сме мирни, сите сме слошни. Драги присутни, имаме ли ние некоја коза во нашето семејство, условно кажано? Имаме ли ние некоја коза и во срцето наше што не измачува, што создава раздор и кавги? Време е да се ослободиме од таквиот порок. Дали е пушење, дали е пиење, дали е некоја друга травма или проблем кој се залепил за нас, или сме го прифатили во текот на животот, може би сами не може да се ослободиме. И затоа тука е Бог, тука Исус Христос, во молитва кажете му го својот проблем, својата коза, која предизвикува раздор и нетрпение во твоето семејство, во твојот живот. Затоа Господи ни помогне овие блаженства кои ги читавме, овие принципи, ако ги примениме, многу полесно ќе ни биде животот кој го живееме на оваа земја. Блажни се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте кога ќе ве навредуват и гонат и говорат лажно против вас. Секакви лоши зборови заради мене, радувајте се, вели Исус. Радувајте се, веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Затоа да се препуштиме целосно во рацете Господови. Кога ние ќе бидеме Христови следбеници, ќе имаме дел и во неговите маки. Може би не целосно, но сепак они кои стануваат Христови следбеници имаат дел во неговите маки. Силите на злото се подготвени веднаш да се борат против оние кои сакаат да бидат послушни, да го следат Христа, да ги следат законите на небото. Да, Исус тоа го кажал, но верувајте, не сме сами. Ако не идеме на противници духовни, ѓаволот е силен, но од него има уште посилен, а тој е Светиот Дух, Божиот Дух, самиот Бог кој ни стои на располагање постојано. Еве апостол Павле, кој бил верен Божи следбеник, и тој се нашол во маки. И тој бил затворен. Еве нова фотографија гледаме како е врзан со синџир за војникот. 24 часа бил врзан. Тој можел да вика, тој можел да негодува, тој можел да му се лути на Бога и да каже: Боже, па јас целиот свој живот го посветив на Тебе. Проповедав, основал многу цркви, многу заедници.
Вели во мака ги раѓав децата, условно кажано верниците и црквите. Но тој, драги мои, не се бунел. Тој не му се лутел на Бога. Туку рекол на тие предпоставени во затворот: донесете ми хартија, донесете ми масло, односно мастило, пенкало, што би рекле. Зашто му требало да напише нешто. Да напише пораки, и скоро половина од Новиот Завет Павле го напишал. Знаете колку тој послание напишал, колку писма испратил и во Вереја, и во Солон, и во Македонија, и во Мала Азија и така натаму. И тој пишува. Рековме, тој можел да се жали, тој можел да му негодува на Бога, но тој пишува. И Матеј ќе запише, но и тој пишува во своите посланија. Вели, вие сте солта на земјата. Ако солта стане блуткава, со што ќе се осели? Веќе нема сила за ништо освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја газат. Вие сте светилници на светот, понатаму пишува. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Гледате, кога ќе станеме Христови следбеници, кога ќе ги прифатиме овие 8 принципи, овие 8 блаженства, тогаш ние ќе бидеме сол на земјата. Знаете солта колку дава вкус на манчата, на јадењето. Ако ние сме таа духовна сол, кај што ќе се движиме, ќе кажат: еве, тој е Божи човек, тој е Христов следбеник, ќе не препознаат по нашиот речник, по нашиот говор, по нашето однесување. Ќе бидеме светилници, зашто на друго место пишува: не може светилката да свети ако се стави во подрум, туку таа се става на високо место, да биде видлива. Господ нека ни помогне, нека не благослови, драги браки и сестри, драги пријатели, да бидеме слава само на Бога, не слава на човек. Не да ме аплодират мене, туку на Бога. Учениците немаат право да не го пренесуваат словото или светлото кој им е покажано. Како град изграден на гора, и тие треба да бидат добро видливи. Треба да светлат како би ги осветлиле сите жители на земјата. Нека Господ не благослови, нека ни помогне да навистина го следиме Исуса Христа, да ги следиме неговите стапалки во секој сегмент во нашиот живот. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.